Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Na Otca i Syna i Svetio Duh. Amen. Возлюбени во Христа Бога, братья и сестры, Христос се преобрази. Истина се преобрази. Христос се преобрази. Истина се преобрази. Христос се преобрази. Истина се преобрази. И не дари со радоста што ја имаше таткото од денешното евангелско четење, кој што дојде со својот безомачен син на колена стоејќи пред Христа, молеше да го спаси неговиот син. И таткото, длабоко загрижен и носејќи болка во себе си, му раскажа на Христа Господа накратко, колку што може нешто да се каже во таква ситуација, како лек за синот барал насекаде, па дури најпосле го привел својот син и кон неговите свети ученици, но никој не можел да му помогне. И тогаш Христос, браќа и сестри, кажа една квалификација за нас луѓето кои што живееме во состојба на богоотстапништво и богооставеност. О, роде неверен и развратен, до кога ќе стојам со вас, до кога ќе ве трпам? Тоа се зборови што Христос не ги кажува нам. За да знаеме кои сме на вистина, до кај сме стигнале и колку сме паднале, или колку сме се оддалечиле од изворот на вистинскиот живот. А помегата од оттужувањето од Бога ја губиме животната радост и животната сила. Неверни и развратни. Донесете го тука, им заповедал Христос. И тие го донесле момчето кое што ноќно време нападнат од силите на демонски, бил силно измачуван и многу често паѓал во огин и во вода, со што го ризикувал својот живот. И Христос им заповедал на нечистите сили да го напуштат детето. И тие во истиот час го напуштиле, ги напуштиле внатрешните предели од личноста на тоа измачено момче. А веднаш потоа се случил чудесен разговор помеѓу Христа и неговите свети ученици по повод излекувањето на безомачното дете.
a zašto, Gospodi, nije ne možeme da go izlečimo? Беше прашање то, што учениците му го поставија на свој сакан равуни. И Христос веднаш им ја кажа причината. Да бидеме внимателни. Значи секој збор што Христос им го кажува ним, преку нив нам ни го кажува. Затоа што бевте маловерни, затоа не можевте да ја завршите таа работа. Зашто ако имавте вера, колку синаповото зрно, а зрното на синап е едно од најмаличките зрнца во растителниот свет, кој што откако со благослов Божи ке никне, се развива во огромно дрво. Ако ја имавте верата, колку синаповото дрво, ќе речете ли на планината да се помести оттаму овде и таа ќе се помести. Гледајте, најмили мои, клучен проблем на човекот ни сите векови и особено денеска е маловерието, недостаток на вера. Или, може би поскоро можеме да зборуваме за губење на вистинската вера, имајќи поплава од понуди за лажни вери, кои што ни нудат лесен живот и магично оздравување во часот кога тоа ќе го посакаме, ние ја напуштаме вистинската вера, патот на аскезата, патот на подвигот без кој што нема вистински живот, ниту здравје, ниту спасение. И стануваме жртви на лажните понуди. Во нас се развива, како што и се изразува мојот почитуван професор Јован Маендорф на едно место, сектантска психологија. Таа психологија оди кон тоа да ја разбие заедницата на живи и конкретни личности, собрани околу Богочовекот Христос. И така, возлюбени мои, ослабени, онемокени, паднати, безрбетни, без достоинство, се движиме, ползејќи по хоризонталата од овој свет и заборавајќи дека вертикалата е просторот што треба да го освоиме. Затоа Господ и не направил дури и физички вертикални битија. Со челото, со главата свртени кон вечноста, рековме. Господ милостив, да не вразуми, да ни ја даде силата на верата негова, примена во наследство од светите апостоли. Да не заборавиме дека Светата православна црква за своја вера ја има верата на светите апостоли. А таа вера не треба да се измени ни за јота, туку да се живее онаква каква што е примена. Но верата има способност да се умножува, да расте и да возрастува, и нас да не вишне померата од висината на растот Христов. Амин. За многу години Христос се преобрази. Истина се преобрази.